Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правди. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее над Крушевската република. За Гоце Делчев питу боли, да ме Груев Сандански. За Гоце Делчев питу боли, да ме Груев Сандански. Добар ден, почитувани присутни. Ви благодарам што се одзвавте во толкав број и што зедовте присуство на оваа наша манифестација која заедно со општината Петровец и со градоначалникот Борче Митевски ја негуваме секоја година во континуитет. Честит празник Македонија! 30 години независност. Јас би сакал за почеток само да поздравам, односно да кажам кои све се тука денес присутни, а тоа е градоначалникот на општина Петровец, на кој му благодариме на неговото присуство и на помошта да го изградиме овој паметник заедно. Потоа имаме представници од Советот на општината и представници од Унија на жените, односно председатели. Тука ни се нашите планинари кои специјално дојдеа денес да бидеме сите заедно. Тие се некаде во група околу 240, а се викаат влюбени во природата, а поради новите ковид мерки одат во помали групи за да бидат побезбедни. Би сакал да го поздравам хорот Серенада, односно тие се исто членови во оваа група на влюбени во природата. Хорот Серенада е пензионерски хор и го води господја Оливера Лукова и на нив голема благодарност за нивното присуство. Тука со нас се наоѓа и господјата Ристана Рина Николова, која е музички педагог и вокален солист, која секогаш ме следи и не прати на сите овие наши настани, и нашиот драг Ристо Краповски, кој исклучително го негува егејскиот мелос и тука со нас, па не знам колку време, многу време заедно сме. 8 септември е еден од најзначајните денови, после Илинден, јасно, овој датум ќе остане за секогаш запишан во историјата на македонскиот народ како трети Илинден, денот кога беше реализиран сонот на македонците да имаат своја суверена и независна држава. Овие 29 години кои поминаа, односно 30 години кои поминаа, се години на многу искушенија, години на победи и на порази, сепак останува фактот дека 8 септември е еден од меѓниците за борбата на македонскиот народ за своја држава и за своја сувереност. Денеска од ова место во Кланово можеме само да подсетиме дека се уште се свежи нашите сеќавања на успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава.
На референдумот му предходеше декларација за независност, што првиот повеќе партијски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година и формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 во собранието на Република Македонија. Од тука им се заблагодарува и на сите активни чинители, на илинденците, на партизаните, на поедини правни субјекти и политички партии кои ни го овозможија правото да се чувствуваме што сме горди македонци. Во залог на мирот на идните генерации од ова место порачуваме да биде воспоставен мир меѓу народите според јавно промовираните принципи за почитување на правата на човекот и граѓанинот како определби на прогресивното човештво по Втората светска војна, која со сите ужаси ги испиша најсуровите страници на човековата деструкција. Ѓорѓи Шупов Мајчо е по потекло од Егејскиот дел на Македонија, односно Беломорска Македонија. И оваа песна, тој е оперски пејач, сега покоен во Загреб, ја испеува оваа песна која денеска за прв пати ќе интерпретирам воопшто и јас. Ленко, сино да ми чуваш, голем да порасне. Ленко, пушка да му купаш, херојски да умре за Македонија. За Македонија нема слободија, младоста ми вене во темни дани. Ленко, сино да ми чуваш, голем да порасне, пушка да му купаш, херојски да умре за Македонија. За Македонија нема слободија, младоста ми вене во темни дани. Ленко, сино да ми чуваш, голем да порасне. Благодарам. А сега го поканувам градоначалникот на општина Петровец да не поздрави. Почитувани присутни, почитуван писател Ташко Јованов, добродојдовте во општина Петровец, добродојдовте во населено место Катланово, местото каде што нашите борци, како македонци, така и грци, ги оставија коските токму овде, ранети, изнемоштени и огладнети. Добродојдовте на денешниот ден, нека ни е среќен и вечит 8 септември, денот на нашата Република Македонија. Нека ни е вечна, нека ни е вековита, да си ја сочуваме нашата мајка Македонија, зашто знаеме колку крв е пролеано за нашата Македонија. Почитувани присутни, јас сум горд што заедно со иницијативниот одбор предводен од Ташко Јованов, Општина Петровец заедно со советниците од Општина Петровец донесоме одлука да го изградиме овој споменик, да има каде да одадеме почит на загинатите кои пролеале крв за оваа наша Македонија. Ви благодарам. Беше ден сабота, 15 март 2014 година, кога го подигнавме овој паметник кој треба да не подсетува на ранетите и починатите македонци и грци, борци на демократската армија на Грција, ДАГ,
во граѓанската војна во Грција 946-949 година, лекувани во тајната болница во Катлановска бајња 47-48 година. Но ние денес нема да зборуваме само за историјатот на болницата, низ која поминаа околу 6316 ранети партизани. Ние денес ќе споменеме дали нивните идеали се остварени. На македонците родени во денешна Грција, кои насилно ги протераа, нив им го одземаа домот во егејскиот дел на Македонија, некои од нив ги изгубија насилно животите кај нас, нивните потомци никогаш не ги избришаа сеќавањата кои ќе останат запишани во нивните срца. Македонските партизани крвареа за државноста на хелените, барајќи само едно од нив, ги бараа правата за слобода на македонците како рамноправни. Македонските партизани во Втората светска војна се бореа за елементарни човекови права, за правото на живот и признавање на нивната национална посебност. За македонците граѓанската војна имаше национално-ослободителен карактер и тоа ги крепеше до денот кога беше извојувана победата над фашизмот, а и потоа. Од денешен агол се поставува прашањето дали Егејска Македонија со сила стана Грчка. Но се додека се изучува историската наука, се дотогаш ќе се памети голготата на македонските партизани кои добија шанса за нов живот и веднаш потоа им беше одземено правото на национално достоинство. Сега би го поканил нашиот соработник Ѓорѓи Кансуров да ни даде едно толкување на моментите што се случуваа за време на граѓанската војна. Почитувани присутни, 1949 година и истиот овај ден, 8 септември, заврши граѓанската војна. Се сопаѓа овај датум со датумот на создавањето на оваа модерна македонска држава. По тој повод сакав со вас да споделам и прокоментирам некои најважни настани кои се одвивале во времето на граѓанската војна. 1944 година во Москва, 1945 година во Јалта, Сталин и Черчил се сретнале и ги договориле сферите на влијание на државите по војната. Грција во тој договор, во тие договори припадна 100% дека ќе е под влијание на грчко-америчките сили. Тоа го искористиле англо-америчките сили и тоа влијание го оствариле преку интервенција на Грција. 1946 година, на 31 април, раководството на Комунистичка партија на Грција ги бойкотира парламентарните избори и го покрена оружениот отпор. Во воените операции против ДАК учествуваше регуларна, модерно вооружена 320.000 грчка армија. Воените операции биле планирани и реализирани од амерички и англиски советници, а главниот координатор и организатор на водените воени операции бил америчкиот генерал Ван Флит.
Во 46-45 година во редовите на ДАК учествува околу 50 до 60 илјади борци, од нив 25 до 28 биле етнички македонци. Борците на ДАК биле слабо наоружени. Поседувале само ова пешадиско наоружање, минофрлачи, некои и 15 топови против авионски. Војната што се водеше од страна на грчката армија била заобиколи и уништи. А војната што ја воделе партизаните према нивниот командант тогашен Маркос била кога бегат напаѓај ги, а кога ќе те напаѓат бегај. А покасно, крајните години, било од Захаријадис, бидејќи меѓу себе тие се скарале, било укопај се во окопите, брани се и гини. Тоа било нивниот мото. Раководството на Комунистичката партија на Грција, наместо да ги прекини тие војни действија, кои Салдарис му ги понудил, грчкиот председател на владата тогашен, да прекини граѓанската војна и да на зелена маса се договарат за мир и за успоставување на некој нов поредок, наместо да гинат, не го прифатиле комунистите. Ја продолжиле граѓанската војна. На терените на таа војна се продолжи на терените каде живееле етнички македонци. Костурско, Леринско, Воденско и тоа најповеќе на Кајмакчалан, на Грамос и Вичо. Тука тие го потпалува фитола на војната и ги продолжува овие фронталните окомни војни и тука гинеле немилосрдно. Вршија воедно и мобилно мобилизување на македонското население и се спротивставува на воените владини смртоносни војни операции. Раководството на Комунистичка партија и на ДАК дозволи и агитираше, бори се до смрт и дека на непријателот ќе му скршиде главата. Во тој период, во април, дојде налог од Сталин да се прекини граѓанската војна. Дека е таа безсмислена и губиточка. Тоа не го прифатил ни Захаријадис, ни Маркос, ни раководството на ДАК и на Комунистичката партија на Грција, и војната ја продолжија да харе и да гинат луѓето. Последиците од таа граѓанска војна се дури катастрофални, да ги кажем. 25.000 деца да ги напуштат своите родители и своите најблиски и да заминат за источноевропските земји. 46 македонски села да бидат сравнети со земја и бришени од географските карти. 35.000 од нив 10.000 македонци да погинат на бојното поле и нивните и на местата каде што се одвивале борбените действија. 5.000, односно 6.000 борци да бидат запленети и пратени во можам да речам концентративните логори во Егејско море. И од нив тамо кој се спасил, кој останал жив, тоа не се знае.
и 5-6 од нив борци да бидат и лесно, а многу мина и тешко ранети, меѓу кои од нив биле и тука некои на лекување, а другите отишле во источноевропските земји. Наведените настани на Комунистичката партија на Грција, на раководството на ДАК, на Захариадис лично, тој бил председател, односно секретар на Комунистичката партија, на Маркос кој бил врховен командант, многу јасно му биле познати. Нажалост познати биле тие собитија и на Тито и на Полишевски и останалите соработници. Јасни биле дека таа војна што се води е убиточна и однапред губи. Затоа виновниците за тоа се сите овие кои учествуваат и кои го поттикнаа тој отпор во името дека ќе се даеле национални права, социјални права, кои никогаш не можеле да ги реализираат. Уште една реченица ќе додам. На жалост, сето ова е познато и на нашето сегашно раководство. И тие дозволиле на чело со кумот Заев да појдат во Преспа, каде се одвивале најголемите и најубиточните борби, да го потпишат срамниот договор за промена на името и званично да се откажат од постоењето на македонска нација во Егејска Македонија, односно егејско малцинство. Тоа е вистина срамно и не дозволно било да се тоа спроведи и имајте го предвид тоа и да се знае. Толку имам да кажам, благодарам за присуството и по можност да сме живи и здрави и да се видиме на наредното обележување. Благодарам на Ѓорѓи што ни даде така една слика за тој период. Го поканувам Ристо Краповски и Нацка Славкова да не подсетат на маките и трагедијата на македонците од Егејскиот дел. Добар ден на сите. Пред се, честит празник, да сме живи, здрави и вечна Македонија. Да не заборавите, се вика песната, која само малце ќе почека студио. Морам ова да го кажам, затоа што никогаш и никој нема да го каже, а еден ден кога ќе отидеме, и не знам дали некој ќе ја пее. Ова е чистата и единствено направена со автентични актери, мојата мајка и мојата сестра, кои се веќе починати. После 47 години стапнавме на тлото на Егејска Македонија, односно во селото кое она не го препозна. Ама ја претходна една година го веќе го видов и реков, мамо, јас ќе вртам. Мајка ми се викаше Хариклија. Ќе вртам околу плоштадот, што го викаат они Платеја, Платеја. Вртев и на крајот реков, ова нема да препозна, па тргнав по патот нагоре по другите села. Само што пројдов од десна страна, ја виде црквата изгорена. Застане синко, врати се назад, тука е моето село. Тие се зборовите неизини, само малци. Така е. После 47 години така е. Се врати назад, а она се врати не назад, туку се врати на 17 годишната возраст и почна едноставно да се исклучува од мене, од сите, од внуците, од сите и почна само да вика. Викаше едно име, кој ќе го слушнете, излегува жена, бела коса, иста кона, и вика на грчки нормално, која си ти што ме викаш? А
Майка ми говори, јас сум Хариклија, твојата комшика, карши тебе, 1,5 метра, брата до брат. Ме заборавили. Жената падна во несвес. Ја будеа со вода, со 300 масирања, никој не знаеше. Камбаните биеја, како што ќе бијат и во самото седе. Се е тоа снимен. Би сакал ова да слушате песна. Многу мина ќе речат, па немој такви песни, не. Тоа е мојот печат. Јас сум од двете страни од Егејска Македонија. Вечна Македонија наша. Живи и здрави. Само да не се врати. Да не се врати тако до време. Да остави на нашите деца чиста, како суза, како бунинска суза Македонија. Само тоа сме живи крај. Stara
мислам дека ќе му простите за емоциите. Такви се емоциите. Така пишувам, ми велат луѓето, зошто плачеш? Ние плачеме кога те слушаме, велам да, а ја плачам кога ги пишувам. Ама ми сега, денот може би е таков. Меѓу другото, мојот чичко е починат на оваков начин, овдека. И не може тоа да се заборави, но да не заборавите, кажа песната сега, биде вечна Македонија и мојата господја Славкова, Нацка Славкова, не му е прв пат на Ристо да помеша работата. Молим те, дојди овдека до мене, поблиску до мене, побава си ми. Се оправда. Иначе, 11 години сме заедно, убави песни, се за Македонија и за македонските убавини. Една вистина
сега би сакал да го поканам господин Ташко Јованов, кој е председател на Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија, цртичка Скопје, да не поздрави. Читовани браќа, сестри, македонци и македонки. Имам голема чест да ве поздравам од Форумот за човековите права на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Денес меѓу нас е градоначалникот на општина Петрос, господин Борче Митевски, кој од општината Пет денес има над 150 инвеститори. Најголема индустријска зона во Република Македонија и во општина Петровац. Жителите на општина Петровац ги имаат сите услови кои треба да ги имат граѓаните во 21. век за нормално живење. За тоа најголема заслуга има и нашиот пријател кој многу помогна за изградбата на споменикот актуелниот градоначалник на општина Петрос Борче Митевски. Благодарам на сите за вас физичко присуство на ова исклучително тешки услови за живот. За Форумот на човеките права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Скопје, сите вие заедно имаме голема значење. Уште многу години заедно да го чувствуваме. 8 септември 1991 година, денот од најзначајните денови на македонските после Илинден јаснум, кога граѓаните што издегува на референдум позитивно одговорија на референдумското прашање за самостојна Македонија. Бидете вечни, ви благодарам на присуството. Е крајот на предвидената програма за денес и би сакал делегациите на општина Петровец и делегацијата на Форум за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија да положат цвеќе и доколку некој не е пријавен, а истото сака да го направи, може после овие две делегации да положи цвеќе. Ви благодарам на сите за вашето физичко присуство во овие исклучително тешки услови за живот. За Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија Скопје, сите вие, односно сите ние, заедно имаме големо значење. Почитувани, овде ќе завршиме за денес. Ви благодарам за присуството, животот и понатаму тече, да сте живи и здрави и се гледаме во друга пригодна прилика. Големо ни е името, Македонија вечна и честит празник Македонијо, нека ти се честити 30 години независност. Ви благодарам. Thank you.